Почитувани гости, на сцената го поканувам членот на извршниот комитет на ВМРО ДПМН, човекот кој секојдневно е посветен на економскиот развој на Република Македонија, човекот кој со постојан интензитет и силна енергија работи на привлекувањето на странски инвестиции, човекот кој е дел од тимот на председателот Никола Груевски, вице-премиерот за економски прашања во владата на Република Македонија господинот Владимир Пешевски. Почитувани белешари, почитувани членови, симпатизери и активисти на ВМРО ДПМН, добро вечер. На почетокот дозволите ми прво да го поздравам сегашниот градоначалник, господинот Горан Петров, и исто како владко да му се заблагодарам за сегашната работа и подршка на ВМРО ДПМН. Сметам дека својата работа добро ја заврши, ние во партијата сме благодарни за тоа, но исто така понекогаш е добро да се внесат и нови сили, нови погледи и во таа насока сакаме да го поздравам нашиот нов кандидат за градоначалник и верувам градоначалник нов на ВВС, господин Славчо Шадиев. Поздрав и до носителот Александар Колев, до почитуваните пратеници кои што се присутни тука, сите останати функционери. Сите избори, самиот избор означува дека луѓето треба да одлучат помеѓу некаков избор кој им е даден пред нив. Овие локални избори се правење на избор не само помеѓу програмите и кандидати за градоначалник, туку и избори за едината на Република Македонија. Добро е познато дека одредени политички структури, нашите политички опоненти, бараат или сугерираат дека треба да има бойкот. Бойкотот значи да се бойкотираме сами со следната иднина, и тоа знаеме дека народот нема никогаш да го направи. Затоа сме сигурни дека не само Славчо Шадиев, туку и она што како ВМРО ДПМН го нудиме на нашите луѓе, е доволно добро луѓето да ги натерат да излезат, да ја поддржат нашата програма, да ги поддржат нашите активности, бидејќи со тоа си ја поддржуваат и сопствената иднина и иднината на своите деца. Она што сакам да кажам, бидејќи јас сум задолжен за економскиот дел, дури за оваа програма, значи секоја програма, сето она што го правиме треба да се гледа како еден збир на колективен напад. Секоја програма во секоја општина збирно има вкупно околу 11.000 проекти, е дел од секупната политика на ВМРО ДПМН за развој на државата. Направивме многу во изминатите години, иако се сочивме со навистина еден тежок период. Имавме 2 години извонредни, 2006 и 2007 година, кога се постигнаа и 2008 година извонредни економски резултати. Потоа следеше еден тежок економски период и јас ќе речам за среќа, во периодот кога беше најтешко во светот, најтешко во Европа, во последните 50-60 години на економски план, Македонија имаше среќата, токму ВМРО ДПМН, токму владата на Никола Груевски, да биде тука, да се грижи за вас и да бидете сигурни дека она што го направивме е навистина извонреден резултат. Не е случајно што голем број од меѓународните финансиски институции кажуваат и ја користат Македонија како пример. Едноставно станавме горди, сега се доведовме во ситуација да делиме лекции на другите држави. Еве, баш пред некој ден имав состанок со Светска банка, кај што велат дали можеме дел од вашето искуство да го искористиме, она што вие го правите, да им го посоветуваме на другите држави. Тоа значи дека сме направиле тим кој што знае да ја води оваа држава на највисоко ниво во светски рамки. Нема да набројувам за сите проекти што се реализирани, веќе навистина и во отчетот на владата на Република Македонија, и во отчетот на работата на секој градоначалник, добро се тие наведени, но само ќе кажам генерално, успеавме во време кога во останатите држави се кратеа платите, се кратеа пензиите, се кратеше социјалните пензиите,
се кратеа капиталните инвестиции, пропаѓаа банки, имаше девалвација на нивните национални валути, да ништо од тоа, буквално ништо од тоа не се случи во Македонија. Успеавме дури напротив да направиме многу реформи, да подобриме бизнис климата, да доведеме голем број на странски инвеститори, да ги зголемиме платите во администрацијата, да доведеме систем на бруто плата со кој што голем број на луѓе кои порано не ја примаа платата, ја примаат сега во редовен рок, да обезбедиме секоја година се поголемо и поголемо ниво на субвенции за земјоделците. Во изминатите години преку 500 милиони евра се дадени на земјоделците како помош, а за следните 5 години се преку 700 милиони проектирани. Тоа е разликата, тоа е како работи ВМРО ДПМН. Малку сега и за кандидатот. Значи, Славчо Шадиев го знам долго време, оно што го кажа Владко пред мене, самиот човек ја познава општината многу добро, многу долго години е со ВМРО ДПМН и ние веруваме дека во себе ги обединува сите оние вредности што ние како ВМРО ДПМН ги очекуваме од сите наши членови, а особено од оние кои што имаат намера, кажуваат спремност да се зафатат со вршење на некоја одговорна функција. Тоа е честност, отчетност, вредност во работата, трудолюбивост, почит кон своите најблиски, почит кон своите сограѓани, почит кон Македонија. Тоа е нешто што го одликува ВМРО ДПМН, тоа е нешто што нашите политички противници би рекол дека им недостасува. Но ние сме тие, ние сме со тие вредности, ние веруваме во Македонија, веруваме во нас, веруваме дека имаме потенцијал да го постигнеме најдоброто и веруваме дека го правиме тоа. Славчо Шадиев е олицетворение на тие наши вредности за Велес и затоа треба да му дадеме нашата поддршка. Во многу скоро време ќе биде промовирана и програмата. Таа програма е работена многу внимателно. Тоа е една од главните карактеристики на ВМРО ДПМН како политичка партија. Ние воведовме еден нов стандард. Секогаш кога се излегува на избори, дали се тоа локални, дали се тоа парламентарни, да се излегува со конкретна програма. Бидејќи заврши времето кога само со обичен говор, со празни ветувања на луѓето се добиваше поддршката. Денеска се нови времења, нови стандарди, поставени толку од нас, каде што пишаниот збор, покрај дадениот збор, го ставаме како завет пред вас за овие избори и за следните 4 години. Програмата е направена внимателно, базирана е на вашите предлози, таа е потоа внимателно анализирана и во самата општина, но она што е најважно, таа е анализирана, не е најважно, но подеднакво важно е да кажам, таа е поддржана и од нас, од централната власт, како политичка партија. Зад програмата, во која има стотици проекти, ќе стои Славчо Шадиев и како човек, но ќе стои и ВМРО ДПМН како политичка партија. Во неа, може би еден дел од проектите кои што сте ги сугерирале не го нашли своето место, но тоа не значи дека тие нема да бидат реализирани. Ние едноставно воведуваме стандард дека она што го ветуваме, тоа ќе го направиме. А исто така, прилично сме сигурни дека ќе направиме многу повеќе. Секогаш во минатото ВМРО ДПМН испорачувал повеќе од она што го ветувал. Веруваме дека така ќе биде овој пат, но сакаме сепак да бидеме сигурни да си го задржиме зборот, она што е дадено како ветување, она што ќе биде дел од програмата, она што сите ние сме го провериле, заедно сме го согласили, ќе биде она што реално ќе се реализира во општина Велес. Не би должел многу, би се заблагодарил уште еднаш за навистина големиот број во кој што сте присутни вечерва, да покажува дека ВМРО ДПМН го добива Велес, ВМРО ДПМН повторно има градоначелник во Велес. И ВМРО ДПМН ќе се погрижи да некои од грешките кои настанале во минатото бидат исправени и едноставно за граѓаните на Велес идината да биде уште подобра, да за 4 години повторно бидеме тука, за станат исто вака, гордо, со веќе реализирани проекти, со барање на ваша нова поддршка. Славчо, нека ти е среќа. Да сте живи.